11 ликовни уметници од Македонија и Србија се дел од 19-тата меѓународна ликовна колонија Карпино 2021 во организација на мултимедијалниот центар Карпино. Дел од уметниците од Куманово, Скопје, Кучани, Крива Паланка, Свети Николе и Врање изминативе денови твореа во дворот на ресторан Грација, а останатите учесници во домашни услови поради пандемијата. Поради самата пандемија, како што рековте, имавме доста проблеми поради сите протоколи што мора да се испочитуваат. Списокот секојдневно се беше менјат, се менуваше. Инаку тука се Емилија Стојчето Циновски од Скопје, Маја Евтимова Стојанова од Свети Николе, Елизабета Зафирова Стојанова од Кочани, Гроздан Крстевски од Скопје, Далибор Јовановски, Зоран Арсовски, Деки Арсовски и Александар Стефановски од Куманово и Христина Стојчевска од Крива Паланка. Тоа се 11 учесници што учествуваат на оваа колонија. Дел од нив работат во домашни услови поради почитување на сите мерки. Иако темата беше слободна, за поголем дел од уметниците мотивот беше Карпинскиот манастир. Инспирација, иако меѓународна ликовна колонија Карпино, јас бев претходно во една ликовна колонија каде што правев фотосесии и го задржуваме од заборав Карпино како манастир, затоа што треба да се памти и јас имам направено неколку варијанти од блиски кадри од камбанаријата. Ова е втор пат да сум на Карпино, прв пат бев во најинспиративното локација Карпино, баш на локација во Карпино и во нивните конаци. Конкуренција ние уметниците малте не и да немаме. Но имаме инспирации, како што реков дека инспиративно е да сретнеш човек од друга држава или од друг град од Македонија, како размислува и на кој начин твори. Не е тоа конкуренција, туку инспирација да направиш нешто, да го одушевиш, не од начин да направиш дека си поголема конкуренција. Прв пат на меѓународната колонија учествуваат и македонските ликовни уметници, уметничката и брачна двојка Емилија и Стојчето Циновски од Скопје, единствените во Македонија и пошироко кои создаваат како ликовно дуо. Нику сме автори кои што заедно сликаат на едно дело. Веќе 10 години од кога почнавме заедно, почнавме да сликаме. На почетокот јас работев дрва, столове, пейзажи, ги споивме, видовме дека тоа одлично се спои и веќе 10 години работиме и можете и да погледате, воопшто не се приметува кој што има сработено. Прв пат по покана на Мики, така што учествуваме на доста ликовни колонии, но прв пат на Кумановската. Гледавме да се представиме со наши дела, со повеќе циклуси од нашето творештво, а нашите дела се, како да кажеме, пейзажи изработени во наш стил и сакајќи ја природата, немаме дело без дрво и планина. И секако во самите пейзажи ни се преплетуваат, нели, животните, македонската архитектура и така. Творештвото е индивидуално, и секој автор се представува себе си и ако приметите ќе видите дека сите дела се различни, сите имаме различен стил, различен изразен јазик и колониите се едноставно и поради творењето, но во секој случај дружењето, разменувањето на мислења, комуникацијата. Колонијата ќе биде затворена вечерва со доделување на дипломи на учесниците од организаторот Мултимедијалниот центар Карпино.